Слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето, миленици Божии. Драги браќа и сестри, и овој Божик не собра во заедништво и семејно и обштествено, за поубаво и содржајно да ја прославиме радоста на оној настан кој се случи во Витлием и ја раздели нашата историја на стара и нова ера. Навистина, со раѓањето на Исус Христос започна нова ера на човештвото, во која Бог стана човек за човекот да биде повикан на достоинство, синови и ќерки Божии. Оваа време на релативизам, кога се чини дека сите вредности се наоѓаат во некаква магла, па дури и самиот наш живот е завиткан во магла, понекогаш и темнина, јасно се слуша молбата на нашите современици, молбата за спасение. Бидејќи многу вредности на кои почива нашата цивилизација се разнишани и се доведува во прашање самиот обстанок на оваа и таква цивилизација. Решение се нуди од разни фактори и на разни начини. Се повеќе чувствуваме дека секое ветување е безсодржајно и остануваме уште повеќе во магла и настапува еден индивидуализам, затворење во себе и отуѓување од другите. Божик ни ја разбива темната слика на реалноста, која не обкружува и ни дава јасен одговор и повик на надеж за се она што е подобро и исправно. Најнапред човек со Божикниот настан е повикан да го прифати Божиот предизвик и повик. Човече, ти си Божии миленик, се може да закаже, се може да заведе, се може да биде измамено, но Бог не може ниту да мами, ниту да биде измамен. Бог е вистина. Во таа вистина тој порачува: вие сте мои миленици. Денес се радуваме на таа вистина дека тој неизмерно не сака и не следи, дека е Бог со нас Емануел. Тој ветува мир на луѓето кои се со добра волја. Мирот ниту е надмок, ниту мирување на оружјето. Мирот започнува во срцето на човекот. Мирот е плод на чиста совест во однос на Бога и човекот. Нека е слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето. Кој е повикан тоа да го исполни? Повикан е секој човек со добра волја и повикан е пред се секој христијанин кој препознава во Христос и неговото раѓање и исполнување на Божјето ветување дека Христос е нашиот мир. Браќа и сестри, го честитам Божик на сите луѓе со добра волја, а пред се на верниците на нашата црква. Бидете радосни, исполнити со љубов кон Бога и кон себе, и бидете носители на надежта и сведоци на вистината, дека сме повикани да бидеме браќа и сестри, миленици Божии. Нека е слава на Бога во висините, а меѓу нас на земјата мир, бидејќи сме миленици Негови. Христос се роди.